Ако и денес одвоите 40 на минути од вашето слободно време, верувајте дека ние со Фактор здравје ќе ви дадеме нова доза на свежи, актуелни и пред се интересни податоци поврзани со темата. Ви посакувам и денеска добре дојде во новата емисија, а гостинката, темата и деталите од денешната емисија следуваат по оваа прва најава. Денешната тема која што сакам да ви ја представам и да ве запознам на почетокот е насловена транзиторна исхемична атака. Ова во превод или поедноставно кажано значи предупредување за мозочен удар или аларм за мозочен удар, а деталите денеска ќе ги слушнете од гостинката која што со задоволство ќе ја представам и на која првенствено сакам да ја предочам и да ја посакам добре дојде. Тоа е доктор Ана Донева, специјалист невролог од одделот за неврологија во јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември во Скопје. Доктор Донева, добар ден и благодарам што сте со нас. Како сте? Добар ден, благодарам на поканата. Убаво изгледате, убаво ви стои бојата што ја носите пред се на вас, но од стручен аспект веднаш да дефинираме што представува транзиторната исхемична атака. Како што самиот поим кажува, транзиторната исхемична атака представува минливо пореметување на мозочното крвоснабдување, за кое што синоним е исто така и поимот мини мозочен удар или мозочен удар во најава, затоа што кај ова пореметување на мозочната циркулација немаме трајни последици, односно немаме траен невролошки дефицит. Значи тоа е, менливо, поминува, како што рековте, минливо, сакавте за механизмот на настанување, да Значи, споменете. како што кажав, тоа е минливо, а клиничките знаци се истите оние кои што ги имаме и кај пациентите кај кои што гледаме дефинитивен мозочен удар, но за среќа оваа состојба не остава трајни последици. Што се однесува до настанувањето, ги имаме сите оние ризик фактори, кои што се ризик фактори за настанување за мозочниот удар, и затоа нема да повторувам понатаму, но би сакала да ги обавестам гледачите дека сите фактори кои што ги спомнам се однесуваат како на транзиторна исхемична атака, така и на исхемичен мозочен удар. Како ризик фактори би ги споменала возраста, нема полова разлика во настанувањето, потоа останатите коморбидитетни состојби од типот на хипертензија, односно покачен крвен притисок, хиперлипидемија, зголемени вредности на маснотии, постоење на диабетес мелитус, односно шеќерна болест, разни пореметувања на периферните крвни садови, односно периферна артериска болест, потоа веќе позната каротидна артериска болест, односно болест на крвните садови кои што носат крвоснабдување до мозок. Значи сето ова алудира на крвоснабдувањето или она што рековте, исхемијата, недоволниот доток на кислород или хранливи материи со кои што треба да се обезбеди пред се мозокот. Јас тука би прекинал, односно ќе направиме пауза со блокот реклами, а останатите детали кои што ги имате ќе ги предочите во продолжение. Благодарам и чувствувајте се пријатно како и јас во ваше друштво, а задоволството да се дружиме повторно ќе ви го возможиме преку контактот на двата директни телефонски броеви. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс, хербален лек од валеријана, маточина и хмель. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ремедика, прва приватна општа болница. Прашај пријатно. Хит за лето. Смршете природно као и ја уз помош липосукцијски исхрани. За 3 неделje 15 килограма мање. Мало ли е? Спремите се за бикини, за плаже, будете најлепши. Никад не е касно. Ако кренете на време sa липосукцијском диетом и sa липосукцијском исхраном, изгледачете фантастично. Svi pravi muškarci brinu o svom telu i izgledu, a ne samo dame.
Зато, господо, неки ваш избор буде липосукцијска исхрана. Светската здравствена организација вели дека над 100 хронични незаразни болести, меѓу кои канцерот како најопасен, се добиваат како резултат на намален имунитет. Да не дозволиме да станеме пациенти, подобро е да превенираме. Затоа мојата препорака е Г-Натурал, докажаниот имуностимулатор, прифатен од страна на докторите, фармацевтите и пациентите. Една капсула пред појадок е терапија за силен имунитет, за долг и здрав живот. Повелете на 6091925 и 6091924. Добро дојдени се вашите јавувања и вашите прашања денеска до доктор Ана Донева, специјалист невролог од одделот за неврологија во јавната здравствена установа, Градска општа болница 8 септември во Скопје. Темата на која што денеска разговараме е насловена транзиторна исхемична атака, која што представува, како што слушнавте, предупредување или аларм пред добивање на мозочен удар. И доктор Донева, би сакал само да потенцирам неколку факти или да обрнам внимание дека мозочниот удар е најчестата или петтата причина за смртност во Соединетите Американски држави, според податоците на Американското здружение за мозочен удар, и годишно минатата година во САД од мозочен удар починале близу 800.000 луѓе, или на секој 4 секунди во текот на денот настанува еден мозочен удар, а секој 2 минути умира еден човек како причина или како последица на мозочниот удар, во кој што најголем дел, речиси 90%, се исхемичните мозочни удари наспроти хеморагичните или крварењата во мозокот. Колку е честа оваа транзиторна или минлива појава за која што денеска зборуваме? Спомнавте дека кардиоваскуларните заболувања покрај малигните заболувања се водечка причина за смртност во светот, а транзиторната исхемична атака, односно минливото пореметување, прекинување на мозочната циркулација, представува една појава која што многу често претходи пред настанување на мозочниот удар. Статистиката вели дека 7 до 30% од пациентите кои во понатамошниот тек доживееле мозочен удар имаат некакви симптоми на најава, односно имаат претходечка транзиторна исхемична атака. Во рамките од недела дена пред настанување на мозочниот удар, 10% од пациентите имаат епизода на транзиторна исхемична атака, а во периодот од 30 дена до настанување на истата, дури околу 30% од пациентите имаат епизода на транзиторна исхемична атака. Тоа е состојба на минлив невролошки дефицит, кој што може да се манифестира преку пореметувања во видот, преку слабост на лицевата мускулатура и нејзина асиметрија, преку слабост на екстремитетите, слабост на рацете и на нозете, најчесто е тоа исто страна кај мозочните удари, иако има и склучоци. Потоа настанува како еден тип сензорни, односно сензитивни пореметувања, кои се презентираат како трпки, намален осет или зголемен осет на одреден дел од телото. Постојат и разни други субтипови кои што зафаќаат други церебрални територии, па може да се манифестира како епизода на силна вртоглавица, епизода на нестабилност, пореметување во видното поле од типот на хемианопсија, односно засегнатост на половина од видното поле, разни други типови на пореметување на видот, како и периоди на нестабилност може да е проследена и со друга вегетативна симптоматологија, како повраќање, зголемено или намалено потење, дури и со засегање на свеста. Вие кажавте лепези или многу симптоми кои што сигурно варираат и се различни и се индивидуални, зависат од лице до лице или пациент до пациент, но она што е важно, има ли аура или предчувство тие лица кои што имаат оваа транзиторна исхемична атака да ја почувствуваат, да алудираат или да побараат лекарска помош? Транзиторната исхемична атака е еден тип на аура за исхемичниот мозочен удар. Самата транзиторна исхемична атака не се одликува со аура, туку представува минлив невролошки дефицит кој што има кратко траење. Зборуваме за дефицит кој што може да трае од неколку минути, 1 час, кој што е земен како во најголем процент како период за
потполно воспоставување на мозочната циркулација, иако дефинициите велат дека тоа е период до 24 часа по настанување на иницијалната симптоматологија, иако секое пролонгирано пореметување во крвоснабдувањето доведува до дефинитивни промени во мозочната циркулација. Тогаш, кога имаме непотполно враќање на функциите во тој временски период и кога во неврофизиолошките и имиджинг испитувањата имаме видлив дефицит, односно зона на исхемија, тогаш веќе зборуваме за состојба на настанат мозочен удар, затоа што тука дефицитот кај пациентот се уште презистира. И постои. Ова намерно ве прашав, бидејќи претпоставувам дека оваа транзиторна исхемична атака може да се јави и во текот на сонот. Прашањето ми е дали лицата се свесни дека тоа се случило, ако има прекин во... Не, најчесто во текот на сонот не може да се свесни за нејзиното настанување, доколку има будење, тогаш тие се сеќаваат за настапот. Во сон, самата транзиторна исхемична атака не може да биде регистрирана, но на што секако сакам да скренам на внимание на нашите гледачи е да тие симптоми не се игнорираат, да се земат во обзир ризик, факторите кои што се присутни кај нив и понатаму да се планира што побрза консултација со нивниот лекар и понатаму да пациентот биде испратен за евалуација до невролог. Го имаме и првото јавување, првиот гледач или гледачка ќе откриеме денес во Фактор здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господјо, добро дојдовте во емисијата, ве слушаме. Благодарам. Ќе ве молам едно прашање до докторката. Да, поставете го. Како може да дојдеме до неа, бидејќи многу убаво објаснува? Сигурни прегледите ги врши така како што раскажува убаво. И би сакале да знаеме како да гласи упутот и да дојдеме до неа. Да, благодарам за вашето прашање. Јас ќе објаснам уште еднаш каде работите, а вие техничкиот аспект. Доктор Ана Донева, специјалист невролог, е вработена во одделот за неврологија или на одделот за неврологија во градската општа болница 8 септември во Скопје, која што е јавна здравствена установа или поранешна војна болница и претпоставувам со упатот матичен лекар. Упатувањето оди преку матичниот лекар, директно кај вас. Да, преку постоење на индикација. Сите наши колеги се отворени, имаат термини, така да пациентката нека се обрати во кај вас исто така постојат термини и начини за комуникација. Во овој прв дел од емисијата уште да објасниме кога веќе настанала оваа транзиторна исхемична атака, кога веќе лицето е јавено кај матичниот лекар или во установа каде што постојат специјалисти невролози, што како методи или начини за интервенција првенствено и за помош се презема. Па колку брзо лицето треба да добие невролошка евалуација зависи од тежината на транзиторната исхемична атака. Имаме пациенти кои што уште во рамките на првиот час ги добиваме во болнички услови и за среќа кај голем дел од нив имаме повлекување на невролошката состојба. Тоа се најчесто пациенти со веќе познати ризик фактори, а како или кој најбрзо да биде упатен во ова установа или било која невролошка установа за понатамошна евалуација, постои една многу лесна скала ABCD на квадрат, која што ја користат невролозите и матичните лекари и ја одредуваат тежината, односно силината на транзиторната исхемична атака и брзината со која што тој пациент треба да биде понатаму евалуиран. Се скорираат А како H, односно возраста на пациентот. Секој пациент над 60 години веќе влегува во групата со големен ризик, Б, односно blood pressure, хипертензија или зголемен крвен притисок, С, циркулација, која што се однесува на невролошкиот дефицит, кој што е настанат во периодот на транзиторната исхемична атака, времето, односно траењето на тој невролошки дефицит. Некогаш зборуваме за невролошки дефицит кој што трае помалку од 10 минути и тие се пациенти со најмал ризик. Невролошки дефицит кој што трае меѓу 10 минути и 60 минути и третата група ја сочинуваат пациенти со најголем ризик од брзо настанување на мозочен удар. Тоа се оние кај кои што невролошкиот дефицит трае повеќе од 60 минути. Исто така важно е и постоењето на дијабетот како еден од фаворизирачките фактори за настанување на транзиторни исхемични атаки, а со тоа и настанување на исхемичен
мозочен удар. Оние пациенти кои што максималниот број на бодови во скалата е 7 и пациентите кои што имаат меѓу 5 и 7 поени на таа скала се пациенти со висок ризик од брзо настанување на репетитивна, односно повторувачка транзиторна исхемична атака или исхемичен мозочен удар. Пациентите со низок ризик се оние кои што имаат меѓу 0 и 3 поени на таа скала, а сите кои што спаѓаат во групата на благи или тешко изразени симптоми треба да бидат упатени од страна на матичните лекари или доколку се јават такви симптоми во домашни услови за понатамошна евалуација кај невролог. И за да го затвориме ова поглавје во однос на транзиторната исхемична атака, кога веќе ќе ги евалуирате, ќе се направи тој скоро од страна на невролозите, дали се препишува одредена терапија или треба хоспитализација од кога ќе помине оваа транзиторна исхемична атака, или тие пациенти се испуштаат веднаш? Секој случај представува, секој пациент представува случај за себе. И пристапот е индивидуализиран. Да, секако, но она што секако треба да биде направено, треба да бидат направени брзи лабораториски испитувања, затоа што некогаш имаме состојби кои знаат да емитираат состојба на транзиторна исхемична атака, а да се врзани со некаков метаболен дефицит. Например, ниското ниво на шекер, високото ниво на шекер, дали се работи за пациенти со диабет или без, може да емитира различни невролошки состојби, да даде дефицит, кој што ќе даде една мимика на транзиторна исхемична атака. Постојат разни типови на епилептични напади кои што се манифестираат преку сензитивен дефицит или моторен дефицит, но исто така треба да бидат евалуирани и во едниот и во другиот правец. Да. Она што сакам уште да го споменам е јавувањето, следното јавување во овој блок или во првиот дел од Фактор здравје, по кој што ќе ги видиме и блокот реклами. Добар ден до вас. Добар ден. Господине, ве слушаме, по програма сте и вие. Вака, едно прашање до гостинката во студиото. Да. Оперирал сум од анеуризма на предна комуницирачка артерија. Добро. Пред година и пол. Дали постои ризик од тоа за оваа транзиторна исхемична атака? Благодарам за вашето јавување и доктор Донева уште едно јавување во овој блок имаме. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас одлично, господјо, во програма сте. Ве молам едно прашање кратко. Да. Само што ја поздравувам докторката и вас. Благодарам. Само што е спомна епилептични напади. Ме интересира, јас имам епилепсија, дали може да добијам мозочен удар при епилептичен напад? Благодарам и за вашиот интерес. Останете со Фактор здравје, ќе продолжиме по блокот реклами. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Чао, геймери, ево за вас сам донео jedan специјални G-Kids, може? Не садржи шеćer, расtvara се у води, kurkuma mu daje naranđastu boju, a prirodnim putem se došlo do arome breske. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Во ритам на летото. Со секое надополнување добиваш бесплатни Viber пораки цел месец. А за да биде четот позабавен, симни ги новите VIP Viber стикери. Само со VIP Prepaid. Повеќе за вас. VIP. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу и далеку.
Безболно со екзаймер лазер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница Скопје. Хит за лето. Сви прави мушкарци бреме у свом телу и изгледу, а не само даме. Зато, господо, неки ваш избор буде по сукциска исхрана. Зато nek vas ovog leta salo ne ometa. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна дијагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 3055333. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. Ја продолжуваме емисијата денес со споменатата тема транзиторна исхемична атака, а ваша гостинкова попладне е доктор Ана Донева, специјалист невролог. Доктор Донева, да одговориме на двете јавувања пред рекламите? Да. Првото јавување од нашиот гледач се однесуваше на прашање со веќе постоечка анеуризма на предната комуникантна артерија. Кај овие пациенти или тоа е проширување нели на крвниот сад? Да, тоа значи проширување на крвниот сад, кое што некогаш може и да прсне, некогаш да биде откриено уште пред неговото руптурирање. Најчесто кај младите и здрави лица, за жал, се открива дури тогаш кога имаме руптурирање, односно прскање на крвниот сад. Овие лица имаат зголемен ризик од исхемија во периодот на раната фаза на третманот на таа аневризма, дали тоа се работи ендоваскуларно или со класична хирургија, или пак зборуваме за конзервативно лекување. И кај нив ризикот од настанување на транзиторна исхемична атака е врзан со ризик од веќе постоечка друга болест, како кај сите останати пациенти, од типот на хипертензија, диабет, периферна артериска болест, каротидна артериска болест. Не значи дека пациентите со аневризми имаат зголемен ризик од настанување на транзиторна исхемична атака. Кај втората гледачка која што праша за за постоење на епилепсија и зголемен ризик од транзиторна исхемична атака, тоа се работи, за мозочен удар се работи за две различни болести со различна етиологија и не значи дека пациентите со епилепсија ќе добијат мозочен удар. И кратко да подсетам дека 6091-925 и 6091-924 натаму се отворени за ваши јавувања. Пред да постават прашање гледачите, спомнавте кои испитувања се прават кај лицата или пациентите кои што доживеале транзиторна исхемична атака, што покрај лабораториските испитувања понатаму ви стои на располагање? Значи во невролошките испитувања пациентите со транзиторна исхемична атака, исто како и пациентите кои што се во тераписки прозорец за аплицирање на фибринолитична терапија, имаат ургентност во нивната евалуација со цел што побрзо да се открие причината за настанување на истата и да се превенира настанување на мозочен удар. Како прво и основно треба да се направат лабораториски испитувања кои што ќе укажат на некои метаболни состојби кои што можат да бидат причина за истите. Треба да се започне од наедноставно електрокардиограм или ЕКГ, популарно викано, каде што можат да се воочат некои ирегуларности во срцевиот ритам, кои што можат да бидат причина за настанување за транзиторна исхемична атака. Атриалната фибрилација, односно ирегуларната срцева работа, е итекако важен ризик фактор за настанување на транзиторната исхемична атака. Треба да се направи самиот невролошки преглед се подразбира, затоа што пациентот, доколку веќе го добиете без дефицит, тогаш тој ќе ви ги опише симптомите кои што ги имал, а во невролошкиот преглед ќе детектирате дали тие се уште постојат и тогаш зборуваме за перзистентен невролошки дефицит, односно веќе настанат невролошки мозочен удар, или зборуваме за уреден невролошки наод кој што ќе детектираме
при прегледот, а пациентот само не ги опишува симптомите кои што ги има. Да, а и вие како искусен невролог сигурно ќе уочите од тој клинички преглед во каква состојба е лицето. Секако, нели? значи постоењето на невролошкиот дефицит не е спојиво со транзиторна исхемична атака. Значи доколку има невролошки дефицит, тогаш зборуваме за веќе дефинитивно промена која што настанала во мозочното ткиво, освен ако не се работи за дефицит предизвикан како пореметување на некаков друг систем, периферен нерв или нешто друго во организмот на тој пациент. Покрај значи ЕКГ-то и лабораторијата, невролошкиот преглед. Секако треба да се направат брзи испитувања на циркулацијата, а за тоа можеме после гледачите. Да. Уште едно јавување, добар ден до вас. Ало, добар ден. Предпоставувам дека ве поттикна денешната тема и гостинката да поставите прашање. Да, ве слушаме. Ало, господине, дали сте на линија? Да, ве слушаме. Се јавам од Битола. Добро. Сакам да ја поздравам докторката и да го изразам своето обожување од нејзиниот начин на изнесување на материјата. Ништо друго. Само тоа. Што коште што вакви гости, господине, да носите, заради тоа што навистина слушачите имаат полза. Благодарам. Да, благодарам и за вашата поддршка и обрнатото внимание денеска кон нашата и ваша пред се гостинка. Оно што сакам уште да го споменам или да го завршите беше во однос на испитувањата. Да, во однос на испитувањата на циркулацијата и имиджинг методите кои што ги употребуваме кај овие пациенти. Секако е и текако битно да се направи скрининг за постоење на каротидна болест, односно ултразвучно детектирање на промени на крвните садови на вратот, кои што се магистрални крвни садови и се одговорни за крвоснабдување на мозочното ткиво. Исто така при ова испитување можат да се детектираат и некои промени во ритамот, кои што понатаму ќе бидат аларм за дополнителни кардиолошки испитувања, кои што се однесуваат на подолготрајно мониторирање на срцевата акција или 24-часовен холтен мониторинг. Тој може да биде и подолг, зависно од установата какви услови има за мониторирање на пациентите. Потоа употреба на имиджинг методите, односно компјутеризирана томографија како брза и лесно достапна метода и магнетна резонанца која што не мора да биде направена во целост со сите секвенции, туку најбитна метода е тука diffusion weight images, односно методата која што укажува на скорешни, свежи пореметувања во мозочната циркулација. Затоа што кај овие пациенти може да имаме веќе претходно постоечки мозочен удар, а после тоа да следува некаква транзиторна состојба на пореметување на крвоснабдувањето. И уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господјо, во програма сте и вие. Имам 32 години, имам хипертензија, имам диабет, и пред 2 недели ми се случи такво некое трпнење на раци, на нози и укочување и немаше тука во Штип невролог присутен да ме прегледа и сега ме интересира, нема ни термин за доплери. Значи, што треба да направам? Дали треба магнетна резонанца, нешто да направам за да дали има транзиторна исхемична атака? Предпоставувам дека немате некој дефицит, се е поминато. По ова што го зборувате. Сега моментално не, али има некое како трпнење останато нели на раце на нозе, али не е нешто страшно. Дали ова е доволно за одговор? Треба да се нели преземе на тоа. Да, ви посакувам да се најдобро и благодарам за вашиот интерес. Иако се работи за млада пациентка, веќе имаме 2 детектирани ризик фактори, тоа се хипертензија и диабет, односно шекерна болест. Кај оваа пациентка, доколку перзистира трнењето и е врзано со трпнење на дисталните делови, односно трпнење на стапалата, трпнење на шаките, таа вели дека дефицитот се уште перзистира и овде најверојатно не се работи за транзиторна исхемична атака, пошто транзиторната исхемична атака е абруптна и виолентна. Значи, симптомите брзо настануваат и се лесно воочливи. Кај пациентката се уште кажува дека постои трпнење на екстремитетите,
кое што може да е врзано со друга невролошка состојба, односно со оштетување на малите нерви на екстремитетите, односно диабетична полиневропатија. Значи, во секој случај да се јави кај матичниот лекар, кој што ќе ја упати за понатамошно доиследување кај невролог, но согласно ова нема некаква итност да тоа биде направено веднаш. Она што го кажавте на почетокот и во текот на излагањето е фактот дека лицата кои што преживеале или го поминале токму овој процес, оваа состојба на транзиторна исхемична атака, 1/3 од нив за жал добиваат и мозочен удар. Да. Тука треба да се обрне внимание пред се сигурно на упатствата кои што вие невролозите ги давате кај лицата кои што имале оваа состојба, за да не настане мозочен удар, но сепак кој е ризикот или што ги одвојува оние кај кои што понатаму ќе се развие мозочен удар, а кај оние кај кои што ќе остане само на оваа состојба? Многу е битно да брзо се направи евалуација кај пациентите со транзиторна исхемична атака, особено со оние кои што имаат висок скор кога ќе се разгледаат ризик факторите, затоа што таа група е таа која што најчесто во периодот од 30 дена преживува мозочен удар. Тој може да биде со различна тежина и со различен исход, па затоа апелираме и зборуваме да овие симптоми бидат препознаени и тие пациенти што побрзо се стигнат до вистинското испитување кое што им е потребно, и затоа што секогаш велиме дека е подобро да спречиме, односно да лекуваме, наоѓајќи ги ризик факторите и причините за настанување за транзиторна исхемична атака, всушност го превенираме настанувањето не само на нова транзиторна исхемична атака, туку го превенираме настанувањето на мозочниот удар. А доколку истиот се случи, да се потсетиме дека треба да делуваме брзо, ценејќи ја онаа кратенката фаст, слабост на лицето, рацете, говорот и битно како фактор времето, за што побрзо тие пациенти да стигнат до здравствените установи, каде што постои можност за брзо делување, односно аплицирање на фибринолитична терапија, терапија која што доведува до брзо разградување, односно повторно воспоставување на мозочната циркулација. Транзиторната исхемична атака представува на еден начин автотромболиза, ако зборуваме за фибринолиза или тромболиза, најчесто кај транзиторната исхемична атака, тоа пореметување на крвниот сад самиот организам го решава. Односно, постојат бројни механизми за самиот се репарира, ако можам така да се изразам, па би рекла, или се опоравува. Тој затворен крвен сад се отвара и повторно се воспоставува циркулација. Или да појаснам, доколку пореметувањето е долго, настанува мозочен удар, а краткото е она што мозочното ткиво може да го истрпи, и тога зборуваме за транзиторна исхемија. И тука се сеќам токму на изрека, нели, човек е стар колку што му се стари, односно млади неговите крвни садови, значи треба пред се да се внимава на крвните садови, односно циркулацијата, бидејќи и диабетес мелитус, и каротидната болест, и сето она што представува болест на крвните садови и крвотокот во целина, алудира или води не само до мозочен удар, туку и до срцев удар, бидејќи сето тоа е поврзано како систем. Секако. Затоа што крвните садови не се ексклузивно променети само на мозокот или периферијата, и најчесто кога зборуваме за пореметување на периферни крвни садови, имаме и пореметување на коронарните крвни садови, односно крвните садови на срцето, каротидниот слив, односно крвните садови кои вршат крвоснабдување за мозокот. Затоа пациентите со веќе постоечка каротидна, периферна артериска болест, коронарна артериска болест се пациенти со зголемен ризик од настанување, и одејќи однапред наназад или одназад нанапред, секако треба да се вратиме на ризик факторите, кои што се модифицирачки и немодифицирачки. Немодифицирачки оние на кои што не можеме да влијаеме, нашата генетика, разни генетски врзани дефекти кои што доведуваат до зголемено таложење на масноти во крвните садови, присуство на други генетски дефекти кои што доведуваат до протромботични состојби, постоење на хиперхомоцистеинемија, но секако она за што треба да зборуваме и да апелираме е да скренеме внимание врз модифицирачките фактори. Тука со еден збор би рекле животниот стил, исхраната, физичката активност, контрола на веќе постоечките болести, хипертензијата, диабетот, хиперлипидемијата
и секако престанок на пушење. Да, и за крај не помалку важно е фактот дека кога зборуваме за настанувањето на мозочниот удар, знаат и гледачите дека тој кога ќе настане од една страна може да заврши со смртен или летален исход, но од друга доколку преживее пациентот најчесто може без некој дефицит, но и да настане одреден дефицит. Кога зборуваме уште кратко за мозочниот удар, токму овој исхемичниот кој што во најголем број се случува, тука и тромболитичната терапија. Само кратко околу индикацијата и како таа делува, која е целта на оваа терапија? Тромболитичната терапија е терапија која што во тесен тераписки прозорец од неколку часа, 3 до 4,5 часа, можеме да ја од настанување на од настанување на симптоматологијата, можеме да ја аплицираме кај пациенти со исхемичен мозочен удар, односно кај пациенти кај кои што и веќе имаме трајно оштетување на мозечното ткиво и што е целта тука да спасиме оно колку што можеме да спасиме и тој веќе затворен крвен сад повторно да го отвориме, односно да воспоставиме циркулација во тоа ткиво. Затоа денес зборуваме за една состојба која што е многу честа пред настанување на мозочен удар. За мене транзиторната исхемична атака е алармантна невролошка состојба и јас би сакала сите пациенти со транзиторна исхемична атака да бидат што поскоро евалуирани, затоа што со нивна евалуација ќе го намалиме процентот од настанување на мозочни удари. Да, и би рекол тука да заврши приказната или да настане таа состојба да помине и толку да биде од овој невролошки дефицит или испад кој што не би оставил последици по квалитетот и животот во целина. Ви благодарам за сите овие новости што ги донесовте, за вашето присуство и покана, знаете, секогаш отворено да ни бидете гостинка во Фактор здравје. Благодарам уште еднаш, а сите вие кои што имате прашања, сакате да закажете термини, да бидете во комуникација со доктор Ана Донева, специјалист невролог, повелете на одделот за неврологија во јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември во Скопје. А доколку сакате повторно да се дружите со нас, повелете со репризното издание утре во 7 часот и 30 минути, а новата емисија од Фактор здравје ви ја нудиме веќе утре во терминот од 15 часот и 15 минути. До тогаш пријатно и секое добро.